Добар ден, драги ученици, добродојдовте во Едуино, на часот по музичка култура. Јас сум Стојанче Иванов, вработен сум во Средното стручно општинско училиште Кола Неделковски во Велес, како професор по музичка култура. На овој час ќе проговориме за представниците на ренесансната музика. Да се потсетиме само што значеше ренесансата и кога се појавуваше. Зборот Ренесанса потекнува од францускиот збор Ренесанс, што во превод значи преродба, а Ренесансата како епоха го опфаќала периодот од 15 и 16 век. Како музички представници во Ренесансата се појавуваат композиторите Орландо ди Ласо, Джовани Пјерлуиджи де Палестрина и Јакоб Галус. Најпрвин ќе проговориме за композиторот Орландо ди Ласо. Орландо ди Ласо е композитор чија музика допира до најгорното место на француско-холандскиот стил, кој доминирал во европската музика за време на Ренесансата. Како дете, Орландо бил во хорот на црквата Свети Никола во Монс и во Западна Белгија. Поради извонредниот глас, тој бил киднапиран 3 пати за да пее во други хорови. Бил земен во служба на Фердинанд, генерал на Чарлс V, крал на Шпанија, и патувал со империалистичката војска за време на нападот врз Франција и во 1544 година. Го придружувал Фердинанд до Италија, каде што останал 10 години. Од 1553 до 1554 година бил главен во папската црква во Свети Џон Латеран во Рим. Следејќи го иселеничкиот бран од Антверпен, тој се придружил кон дворската црква на војводата Алберт V од Баварија во Минхен, каде што со исклучок на неколку патувања останал до крајот на својот живот. Во 1570 година императорот Максимилијан го направил благородник, а кога Ласо посветил своја колекција на папата Грегори VIII, ја добил титулата Витез. Од неговите преку 2000 композиции, повеќето се појавиле во јавноста помеѓу 1555 година, кога неговата прва книга со мадригали, италијански хорски делови е издадена во Венеција, и 1604 година, кога посмртната колекција од 516 латински религиозни хорски песни, мотети, била објавена од неговите синови. Најпознати творби во творештвото на Ласо се неговите мадригали и виланели, Мадона Мија Кара. Драги ученици, сега во продолжение имаме еден линк овде представен. Ќе ве замолам да направите една кратка пауза на оваа презентација, да отворите ново прозорче и да ја уклучите апликацијата YouTube и овој линк да го препишете на YouTube апликацијата, каде што ќе ви се појави композицијата Мадона Мија Кара од Орландо ди Ласо и да можете малку да ја проследите. Джовани Пјерлуиджи де Палестрина се појавил како втор представник на музиката во Ренесансата. Тој е еден од најголемите уметници на 16 век. Најверојатно е роден во местото Палестрина, во близина на Рим. Како мал пеел во детскиот хор, а потоа својата пеачка кариера ја продолжил во црквата Санта Марија Маџоре. По краткото време кое го поминал во Палестрина како оргулист и капелмајстор, тогаш почнал и да компонира. Во 1551 година се вратил во Рим, каде што работел до крајот на животот во разни цркви и капели, како пеач или диригент. Кога станал диригент во хорот на црквата Санта Марија Маџоре, се случило најзначајното спасување на полифонијата. Кога ги слушнале овие композиции со јасно разбрив текст, членовите на Триденстанскиот конзул биле воодушевени и решиле да не го забранат изведувањето на полифоните дела во црквата. Компонирал исклучиво вокални полифони, акапела дела со поголемо изразување на мистериозни расположенија и длабоки чувства, потресно прикажувајќи болка. Од фламандските композитори ја презел нивната полифонија и одлично ја совладал композиторската техника, постигнувајќи силно влијание на единството на контрапунктското и хармонското размислување. Најизразити и најдлабоки примери на мисии припаѓаат на неговото творештво. Нив ги одбележал со спиритуалност. Неговите мисии се различни по начинот на обработка
на музичката материја, како и составот за кој се компонирани. Палестрина ги опфатил сите типови миси кои се јавиле во фламандската музика. За папата Марчело извел миса, така наречена миса на папата Марчело, кој што бил наречен спасител на црковната музика. Во ова дело постигнал идеално единство меѓу музиката и текстот. Природно воздивнување на еден распеан глас од полифониот комплекс, како и нова неочекувана звучност. Покрај миси и мотети пишувал и мадригали со ведра мелодија, пожив ритам, врз основа на стихови од Петрарка, претежно со љубовна содржина и без премин од едно во друго расположение. Драги ученици, сега овде имаме уште еден линк и сега овде ќе направите уште една кратка пауза на ова презентација. Линкот ќе го препишете на ново прозорче каде што ќе ви се појави YouTube апликацијата и ќе можеме да ја слушнеме композицијата, извадок од композицијата на Джовани Pierluigi de Palestrina, миса на папата Марчело, Sanctus. Третиот композитор, представник на ренесансната музика, е композиторот Јаков Галус. Словенечки композитор, исто така познат и под името Јакоб Хендел. Речиси целиот свој професионален живот го поминал во служба на католичката црква во Австрија. Двосмисленоста во неговото име доаѓа од измената на неговото оригинално име Петелин, што во превод значи петел. Во германското име Хендел на латински Галус. Галус работел како кантор во неколку цркви во Австрија и во Хемија, се до неговата смрт. Пишувајќи кон крајот на Ренесансата, тој употребувал посебни музички идеи кои продолжуваат да се развиваат повеќе од 2 века. Современиците се воскетувале на неговата музика, па дури некогаш бил нарекуван бохемскиот Палестрина. Напишал околу 500 мотети, црковни композиции и 50 мадригали, собрани во зборникот Хармони Моралес. Исто така во продолжение и за овој композитор, драги ученици, имаме еден линк и ќе ве замолам овде да направиме сега пауза, пошто и ќе завршува оваа презентација, значи да ја послушаме композицијата Аве Марија, мотет Аве Марија од композиторот Јакоб Галус. Тоа беше се за денеска од мене, повелете на некој нареден час во Едуино.